Топ тема, спортска сала Расадник, продолжение со идеја да ги фиксираме прецизните податоци кога е во прашање владењето со салата. Без да навлегуваме длабочински што и како е, бидејќи веќе тоа го видовте, едноставно да објасниме на јавноста, на публиката, на граѓаните на Кисела вода, како оди ова историографија околу владењето на салата и околу овие сите податоци, кој се е бил собственик на салата како концесионер, како државна управа, како јавно предпријатие за спортски објекти, како локална самоуправа и така натаму и така натаму. Значи, според она што го прочепкавме на интернет и што официјално го добивме, концесијата е склучена некаде 2001-2002 година со рок на трајање од 25 години. Салата функционира некаде до 2018, крајот на 2018, почетокот на 2019 година, кога во незината внатрешност се одржуваат одреден број на манифестации, дел спортски, како бодибилдинг на овие надпреварувачите спортистите, а дел како маркетички активности, односно како трговија на одредени производи, на кои претпоставуваме дека концесионерот имал право. Некаде декември 2019 година на седница на владата на Република Македонија се донесува одлука за отстапување на ред други објекти, да не ги редам сите, ќе видите одлуката, меѓу нив и салата Расадник се отстапува на општината Кисела вода. Значи, зборуваме за декември 2019, кога градоначелник на Кисела вода е господинот Филип Темелковски, а кога председател на советот на општината е господината Емилија Трајковска. Од тоа преземање на салата во рамките на општината па до локалните избори некаде октомври 2021 година, кога доаѓа нова владеачка гарнитура во општината Кисела вода начело со градоначелникот господинот Осип Георгиевски и председателот на советот, ново наименуваниот од партијата која победи на изборите на локалните избори во Кисела вода. Поминати се веќе 2 и кусур години и салата, спортската сала Расадник е во иста состојба. Без да навлегуваме во причините што е, како е, зошто е и што ќе се случува натаму, сакаме да кажеме две работи кои се навистина од исклучителна важност за граѓаните на Кисела вода, посебно за спортистите кои се животно заинтересирани за повторно ставање на функција на салата, на спортската сала Расадник. Првата работа е дека апсолутно во овој период, некаде од 2018-2019 година до 2023 година, буквално ништо не е променето, направено или сторено во салата и не би сакале да ловиме вештерки, нити нешто да обвинувам, меѓутоа фактите се тие, она што видовте во нашите емисии го покажа во каква состојба е салата и добро е тоа да се реши, да се исчисти. Кажуваме неколку пати и сега ќе повториме. Втората работа за која сакаме да информираме јавноста е дека во минатото, пред 5-6 години, имал исклучителен интерес од Ракометната федерација на нашата држава за закупување или закупување на салата, земање под концесија и салата, спортската сала Расадник да се направи на ракометен дом на сите ракометни селекции, почнувајќи од најмладите па до А репрезентацијата, нешто кое тогашното раководство, да не речем и сегашното актуелното раководство на Ракометната федерација не успеало да го реализира, претпоставуваме од административни причини и не дошло до таква спогодба. Во контекст на втората работа која сакаме да ја кажеме, ете нека види и трета, дознаваме дека ова е неофицијално, дека еден наш познат спортист врве нас има интенција, има некоја идеја, има странски човек кој е разговарал со него, пак ќе кажам сето ова е неофицијално, да вложи во салата, а сето тоа да биде подкрепено со општината Кисела вода.
Тука ќе ја завршиме нашата приказна, верувајќи дека сепак овој проблем со спортската сала Расенник треба и мора да се реши, салата да биде вратена во употреба, дали тоа ќе биде со нов концесионер, дали општинската самоуправа ќе преземе и сето тоа ќе го реши со свој проект, со своји средства, со свој буџет, ќе видиме, ќе прашаме и ќе бараме одговори на ова прашање. Сега за сега остануваме на нашата идеја дека спортската сала Расенник е дувло, не е добро место и дека треба тоа да се решава колку што може побрзо и да се врати повторно во функција на спортистите.